Почитувани, МВР прави спектакли со раци по дискотеки, апсеки малолетници со специјалци, а убици и криминалци се шетаат слободно по нашите улици. Ова е потценување на интелигенцијата на граѓаните. Минува 12-тиот ден од свирепата ликвидација на Мартин Јанушев, а власта го крие и штити убиецот. Тој е на слобода и не смее да се спомене неговото име. Мафијата владее. Пред 10 дена беше пукано и кон куќата на советникот на премиерот Заев пред неговиот дом. Се шпекулираше во јавноста дека бил близок до убиецот и му помагал. Молк од МВР и за овој скандал. Не се знае кој пукал кон владиниот советник и зошто. Уште помалку, вооружените криминалци се пронајдени и приведени. Граѓаните со право се плашат дека партиската полиција целосно ставена во функција на мафијата и вооружените банди. Јавна тајна е дека пукачите се дел од партиското подземје, поддржано и блиску до СДС. Мафијата со доаѓање на Заев на власт си доби држава, а со подпредседателот Оливер Спасовски си доби заштитник во полицијата. Граѓаните не може да се отсуствуваат безбедно, кога во 21 век, среде бел ден, се екзекутираат луѓе пред очите на цела јавност. МВР, наместо да ги штити интересите на граѓаните, штити убици и дозволува слободно да се шетаат по улиците. Според гласините кои кружат во медиумите, убиецот е близок до власта и еден од првите луѓе на Агенцијата за обезбедување Омерта Security, која важи за блиска до Вице Заев, брат на Зоран Заев. МВР дозволи убиецот да избега, а со тоа да не може да се изведе пред лицето на правдата. Во истрагата за овој настан се направени сериозни пропусти и не е спречено неговото бегство. Фотороботот е алатка која што служи за граѓаните да може да го препознаат убиецот и да пријават кај надлежните органи. Фоторобот во овој случај не постои и покрај тоа што убиството е извршено среде бел ден, на фреквентна локација на која има голем број на минувачи и безбедносни камери. Во јавноста се повеќе се говори дека поради блискоста на убиецот со власта на терен, се работи некој криминалец да ја преземе одговорност за убиството со цел спас на вистинскиот убиец. Подпредседателот на СДС, Оливер Спасовски, мора да преземе одговорност и да замине од функцијата министер. Полицијата, во најмала рака, треба да почне да си ја врши својата работа и да ги гони криминалците. А Спасовски ќе помогне со тоа што ќе си даде оставка и ќе престане со обструкции. И благодарам.